Ниту има доволно луѓе, ниту доволно пари за да се обезбедат хумани услови во затворите. Пренатрупани ќели, влажни ѕидови, распаднати тоалети, недоволно лекари за да се обезбеди здравствена заштита на затворениците. Во ревизорскиот извештај за успешноста на реформите во затворскиот систем од 2021 до 2023 година се констатира дека пренатрупаноста, недоволните инвестиции во инфраструктурата, нецелосно воспоставениот видеонадзор, недостатокот на медицински персонал и несоодветната техничка опременост влијаат негативно врз обезбедувањето хумани услови за затворениците. Таму каде што е реновирано, условите се попристојни, но има крила од затворите каде што условите се речиси неподносливи. Ревизијата констатира дека во затворите има за 8% повеќе осудени од капацитетот. Но не е иста ситуацијата насекаде, па дури ни во различни оделенија во ист затвор. Например, во Штипскиот затвор има за 62% повеќе затвореници од капацитетот, а во Битола за 45% повеќе. Но, например, затворот во Охрид речиси празен, а отвореното оделение во Струга е полупразно. Најалармантна е ситуацијата во приемното оделение во Идризово со капацитет од 10 затвореници, каде што се сместени 48, односно 5 пати повеќе од предвиденото. Пренатрупаноста на казнено-поправните установи негативно влијае на хигиената во установите, придонесува за недостиг на приватност и зголемување на случаите на насилство меѓу осудените лица. Законот за пробација од 2016-та требаше да ги растерети затворите затоа што предвидува алтернативни мерки за осудување како општо корисна работа за полесните дела или домашен затвор, но не се користи доволно. Најчесто се користи општо корисната работа, а домашниот затвор воопшто. Алките со кои требаше да се следат осудените беа набавени уште пред 10 години, но никогаш не беа ставени во функција. Завршени се скоро сите процедури околу алките и рутерите се тука. Имавме проблем пошто 10 години се тие стари, од 2015 година ги менувавме батериите и на алките и на рутерите. Завршена е обуката на луѓето кои што ќе ги ставаат тие алки и во наредниве неколку недели официјално ќе бидат пуштени во употреба. Извештајот констатира дека слабо се работи со осудениците по нивното излегување од затвор, па тие си се враќаат на стариот начин на живот. Скоро половина од затворениците веќе еднаш претходно биле на робија.